Добро дојдовте во новото издање на магазин Сотомич, 28 февруари, последен ден од овој краток месец во годината, месец кој носеше многу настани, многу случувања, за некого изнедувања, а некого навистина трагедии. Зашто велам трагедии? Сите овие години мангупите или медиокритетите, новинарска забелешка, која исцица Македонија, ја уништија Македонија, шуруваа со длабоката држава и мочуриштето, заедно со тие така наречени USAID, MED, како му доаѓа, секојаш намерно така ги изговорам, бидејќи беа со лажна подршка кон ова независна држава. Да, вика дека е бил рогат или нечестив Сорос во сите години, дојде 93 година и спомнаш чумувие ова знамето олицетворение на македонската вистина, знамето од Кутлеш. Почитуваните или талентираните политичари на чело со Киро Глигоров и тогашниот премиер Бранко Црвенковски му ја удоволија желбата на Сорос и наводно после добија околу 33 милиона долари некој кредит или тоа беше некоја аванта и го сменија. Морам ова ретроспектива, зашто вечерва говориме за една суштинска работа. И го сменија знамето, оттаму почна да тоне Македонија во вистинска смисла зборот. Значи влезе длабоката држава, влезе рогатиот, нечестивиот и почна да ги корумпира, да ги подкупува тие лесно подкупливи луѓе кои немаат М од македонизмот и Н од националното чувство. Така да 30 години од таа дистанца до денеска почитувани Македонија крвари од така наречени македонци. Оти да си македонец, тоа е чест и гордост и треба да го живееш и да го заработиш. Како да го заработиш? Ако ја сакаш Македонија, ако гинеш за Македонија, ако го даваш животот за Македонија. А некој, кога беше војната, се сеќавате еден пример, чинам Зоран Заев така го спомнува, опозиционерите тогаш дека намерно се прогласил дека е болен од некоја душевна болест. Истиот негов следбеник, Таче го викаат така, како беше Ковачевски, пак опозицијата обвинува, вели дека исто така си дада диагноза. Зар можеа тие луѓе да ја бранат Македонија? Прашува. Не. Од лична коруптивна интерес, од лукративна причина, го дадо името што вели Ѓорѓе Иванов, поранешниот председател, вели продадено за 150 милиони евра. Па до кога, Бога му за со овакви циркус максимуси. Но дојде човекот, да, јас секој што чест и задоволство да спомнам Доналд Трамп, кој 2016 година, искрено ќе ви кажам, нема што да чувам тајна. 2016 година, вие знаете дека јас секојаш да стапам како соло, не играч, соло поддржува за Македонија. Бидејќи не сум на remove control, ниту сум на платен список на Сорос, никош не сум бил скрајаден на USAID и се борев често за Македонија. Но платив. Платив неодамна многу и тоа со животот на мојот син. Морам да го кажам. Мораше да го кажам. Токму тие кои еве им се спротивсавам на секоја емисија. Да дојдам до фактичката ситуација. 2016 година, почитувани, да, застанав за господинот Доналд Трамп, бев таа година во Њујорк и дадов поддршка на неговиот тим дека од Скопје, од Македонија, ќе го поддржувам Доналд Трамп. Го поддржував. Сакав да направам кампања за Доналд Трамп. Тогашната власт на заминување, еден министер за надворешни работи, кај ме најде, а друг па не ми се јавуваше. Немој, Слободане, да направиш кампања за Трамп. Прв пат го зборам ова, повеќе нема да млчам. Да, затоа и Трамп се налутил. И затоа ни се случи преспанско. Тој преспански договор нивици, верувајте ми, беше разочаран, веќе Хилари Клинтон ја доби поддршката од таа групација. Но, како и да е, вистината е во вистинско време, новиот премиер на државата, веќе ги виде сите небулози во држава, кој како трампувал, како шурувал со македонските национални интереси и решил да му даде поддршка. Тоа е Христијан Мицковски. Ја рекол дека не сум сервилен. И јас му дам поддршка. До крај да се избори. Денеска тој беше во Истанбул да се сретне. Ова е мој коментар за почеток, после мојот соговорник ќе збори повеќе. Се сретна со Тајип Ердоган.
Господин Ердоган, значи, единствена држава во светот која има подпишан договор за стратешка соработка е Македонија. Замислите, вака голете контравержни држави. Соединените американски држави, Турција и Израел. Верувајте, овој трилинг е контроверзен, меѓутоа единствена држава во светот што има ваков трилинг, силни држави, тоа е Македонија. Безобразните мангупи на Deep State и на Сорос не им значеше ништо. Еве го младото момче, замина, му се подсмевуваат од Вашингтон, денеска во Истанбул, да подпише договор за соработка. Тоа нека биде мојот повед, да поздравам екипата, мојот продуцент, тоа е Кристина Томич, главна и одговорна за оваа програма и за темите, Ивана Алексова и Огнен Димовски. По джинглот се враќам во студиото, официјално да почна емисијата. Останете со нас. Може би некој ќе се испути по сова најава, али мора да се каже, не може да се крие тајната. Може ли Европската Унија да изгради европска војска? Дали тоа би било крај на алијансата, каква што ја знаеме? Вечера во овој магазин, почитувани гледачи, поставуваме прашања кој ја дели Европа. Дали е време Европската Унија да создаде своја армија? Дали тоа значи зајакнување на европската безбедност или почеток на крајот на НАТО? Доналд Трамп во својот прв мандат ги разниша темелите на алијансата, јасно ставајќи до знаење дека САД нема повеќе да бидат главен финансиер на НАТО, барајќи од Европа да го преземе својот дел од товарот. Но дали Европската Унија подготвена за тоа? Вечера со нас е генералот Павле Арсовски, воен експерт и подпредседател на политичката партија Знам, со кого ќе анализираме овие клучни прашања. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, господине Томич. Да. Жива емисија, во секој случај, мацефонија. Еве, ова е тема што сакам вечера со вас да... Добро вечер, уште еднаш благодарам за поканата. Мислам дека ви бев гостин летоска. Да. Тоа беше неколку дена после обидот за атентат на председателот Трамп во предизборната кампања. Председателот Трамп беше многу искрен и директен во неговата предизборна кампања, што планира да направи во неговиот втор мандат во администрацијата. И гледаме овие месец дена дека секој ден постапува така како што намеравал, ветувал, Ја зацрта. како што е зацртал. Така да не би требало никој да биде изненаден од тоа, евентуално тие кои што веројатно сметаат дека нема да успее да победи на изборите, но генерално нема никакво изненадување. Во смисла на промените на светско ниво, ова се сега овој пат во вториот мандат тектонски промени. Збунувачки, застрашувачки за некои кои... Да, меѓутоа навистина е нешто за што требаше да се биде подготвен. Генерале, со оглед дека имате богато искуство, јас тоа го почитувам, и минатата емисија спомнав вистински македонец во вистинска смисла зборот кој несебично ја бранеше Македонија во времето на конфликтот или како да наречеме увозниот тероризам од Косово, што го спомна Владимир Јелчин, председател Советот за безбедност, со кого ја 2001 правив интервју, тоа е украинец, не од оваа групација на Зеленски, во сосема другата групација, каде што и помагале на македонската армија. Ние како држава, навистина, од осамостојувањето до сега, ако сме имали од некого искрена и конкретна поддршка, тогаш кога не било најтешко, негде крајот на 90-тите и пред војниот конфликт, не беше тоа Русија, не беа тоа некои други држави од истокот, туку беше Украина. Да. И ние како држава, од почетокот на агресијата на Русија кон Украина, исклучително сме на нивна страна во поддршка, политичка поддршка, поддршка во материјали, во оружје. Ние како држава сме една од првите 5 држави кои што сме дале помош на Украина, бројачи ги
по глава на жител пер капита. И овие денови актуелна така прашање се околу одлуката на македонската влада да биде ко-спонзор на декларацијата за Украина, поднесена од Соединетите Американски држави, и се поставува прашање дали нашата поддршка за Украина се намалува или владава го менува курсот. Апсолутно ве уверувам и вас и гледачите дека поддршката за Украина останува. Но треба да знаат граѓаните дека од почетокот на војната, во овие 3, сега веќе 4-та година, Генералното собрание на Обединетите нации 20-21 вонредно собрание има организирано со носење на декларации во однос на војната во Украина. Меѓутоа, одлуките на Генералното собрание не се извршни и не се императивни. Декларацијата поднесена од Соединените Американски држави, каде што конспонзор е и Македонија покрај Израел, е прва декларација на Советот за безбедност која е усвоена. Која е усвоена и која има императивно значење за незините членки. Де факто таа дава правна основа за нешто што е веќе почнато. Председателот Трамп и во кампањата, но и откако стапи на функција, кажа дека војната време е да заврши и ќе работи да таа војна брзо заврши. Веќе се случија првични разговори во Саудиската Арабија меѓу Соединените Американски и сега во Истанбул. Сега е со декларацијата на Советот за безбедност и се дава една правна, легална рамка да тие мировни прво војната да прекине, да се воспостави примирие и потоа да се разговара. И граѓаните треба да знаат дека овие претходни декларации на Генералното собрание, каде што по 140 држави гласале за декларација, на ова пред некој ден 93 биле за, 83 биле во групата на против или воздржани. Сакам да кажам дека поддршката за Украина останува, но преовладува мислењето во јавноста и во светот дека е време да се седне и да се разговара да се прекине војната. А не може да се седне да се разговара за прекине војната ако двете страни завојувани не седнат на маса. Декларацијата која што Македонија ја поддржа е многу општа. Таа кажува, ги спомнува жртвите и жалење за жртвите во војната. Второ, ги ја истакнува улогата на Обединетите нации за одржување и контрола на мирот во светот и повикува на прекин на огнот и на почнување на разговорите. Точка на спомнување на спор беше истакнување дека Русија е агресор во оваа војна и дека треба да се врати целовитоста, територијалниот интегритет на Украина. Доколку тие две, како амандмани поднесени од Велика Британија и Франција во Советот за безбедност, не беа прифатени. Доколку беа прифатени, Русија ќе ставеше вето. Но интересно е да се знае дека Македонија гласаше воздржано и на двете декларации. Едната поднесена... Што е мудро и прагматично секој случај. Со тоа ние кажуваме. Декларацијата беше во оригинална форма помината на Совет за безбедност. На Генералното собрание додадени се делови или амандмани каде што повторно се спомнува Русија како агресор и враќање на целовитост. Соединетите Американски држави за таа декларација гласаа против. Ние, како ко-спонзори, донесуваме одлука дека сме воздржани. Воздржани и за една и за друга. Но од некаде мора да се почне. И јас како новинар кој долго време сум нарушил политичката редакција, да речем, во сите телевизии, дадов позитивна оценка и кажав дека тоа е државнички чин. Дипломатски напор за да се почне од некаде. Секако. Од друга страна, правиме на дигресија. Се сеќавате за декларацијата за Сребреница? Така наречениот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој експертската јавност во моите сите емисии го осудува дека тој водеше повеќе дипломатија, бидејќи не може лекар да води дипломатија. Јас секогаш велам, белите мантили, ве молам, бидете со пациентите, оставете ја политиката. Политиката е за тие што ја знаат да ја сватат и да менеджираат, а не клиентелистички лукративни цели. Имавме министер кој водеше кампања за Албанија и за Косово, најмалку за Македонија. И дојдовме до тоа да рече. Конечно, за Сребреница ниту беше консултирана опозиција, сега власт,
Дали имат мандат таа политичка провиненција, таа групација од ДУИ и СДС, кои 7 години направија пустош. Прво економски, потрошени 32 милиарди буџетски средства не инвестирани никаде. Клиентелистички го дадоа името, без да дадат фидбек. Ме сваќате? Тоа не е дипломатски, не е државнички. Знаеме во каква состојба оставија државата, ние владава веќе 8 месеци. Дали дозволувате вакви нивни негодувања, критикувања, дури вакви гротесни да му упатуват непременно? Ова е апсолутно непознавање на меѓународната политика, на дипломатијата. Никаква одлука, оваква одлука не се носи преку ноќ или без предходни разговори, консултации, анализи и така натаму. И сметам дека одлуката на македонската влада е сосема на место. Ние сме меѓу првите држави, после Соединетите Американски држави, кои што сме за тоа да војната прекине и да почне да се разговара за мир, бидејќи ние сме во 4-та година од војувањето, двете страни се некако во некаков стабилизиран фронт, исцрпени се двете страни и едноставно ако не почне да се разговара за мир, оваа војна може да продолжи, можат украинските животи пред се на украинските цивили, војници, жртви има и од другата страна и многу повеќе, но девастирањето, разурнувањето на Украина понатаму без некаков ефект. И одлуката на претседателот Трамп да пристапи кон брзо завршување на овој конфликт не е само во смисла на конфликтот во Европа, тој има и други цели кои што се врзани за Америка пред се и за незината улога на меѓународната сцена. Така да можеме и понатаму да разговараме за тоа, меѓутоа прв чин е она што во моментов гори, тоа е војната, да се прекине огнот и да почне да се разговара за. Генерале, со оглед дека говориме за тоа дали е време Европската унија да има свој одбранбен механизам, своја армија, бидејќи Доналд Трамп во претходниот мандат јавно му упатил порака. Јас бев тогаш македонска телевизија во посета на хедквартерот на НАТО и лично слушнав дека имаше негодување уште тогаш дека не може Америка да поднесе 49% да партиципира, а другите држави по 0,2, 0,3, 0,5. И нивните административци да добијат по 3-40 илјади евра месечен евра плата на сметка на држава која финансира. И рече стоп. Дали тоа значи дека веќе се запали алармот? Алармот беше запален со првиот мандат на претседателот Трамп. Тоа што го негодеше, тој Трамп ефект. НАТО како Северноатлантски војно-политички сојуз. Уште тамо негде 2014 година на самитот во Велс донесе одлука или настојување сите членки на НАТО да ги кренат своите одбранбени буџети на најмалку 2%. Поминаа неколку години, тоа не се случи. До доаѓањето на претседателот Трамп и неговото, така да кажем, недипломатско, грубо, директно наметнување да сите европски држави мора да ја исполнат обврската за која што гласале. Што е честно. И тој Трамп ефект имаше резултат. Навистина, 2/3 сепак 2/3, не сите членки на НАТО, ги подигнаа своите одбранбени буџети негде на околу 2% од бруто домашниот производ, но сега се разговара веќе за процент до 5. Ако навистина сакате да одржувате равнотежа на европскиот континент, ако сакате да имате мир, мора да вложувате во одбрана. Стара римска поговорка civis pacem parabellum. Значи, ако сакате мир, спремете се за војна. Европа живееше лагодно во последните 20-30 години од падот на Берлинскиот зид. Инвестираше многу во сопствената економија, социјала, труд, здравство, додека за безбедноста се грижеше и финансиските трошоци паѓаа на Соединетите Американски држави. Сега дојде време кога еден претседател на Америка за прв пат, не се случило до сега, да им каже дека гледајќи ги бројките, гледајќи го интересот на Америка пред се и нивните даношни обврзници, дека
Крајно е време Економски колабира. Европската унија да си ги превземе своите обврски. Дали мислите дека како оценувате рекоме можност за создавање на европска војска и дали мислите дека тоа ќе засили или ослаби НАТО алијансата? Овие постапки на председателот Трамп на меѓународната сцена дефинитивно ќе предизвикаат или мора да предизвикаат длабоки суштински реформи на Европската унија. Прво прецена државите членки во Европската унија. Задоцнети се веќе се доцни, Европска унија доцни, затоа што одлуките на председателот Трамп во делот на завршување на војната во Украина, во делот на најавеното намалување на војното присуство на европското тло, ги фаќа членките на Европска унија неподготвени. Но не верувам, затоа што сите држави членки на НАТО имаат собствени национални армии и учествуваат во состави на единици на НАТО со своји капацитети. Некаква трета структура, која се наведува во европскиот заеднички европски одбранбен и безбедносен идентитет, не верувам дека некоја нова структура би била формирана, но верувам дека е логично така да делот од обврските во одбраната во овој дел од Атлантикот да се испоштуваат и да ги превземат европските членки. Значи со зголемување на одбранбените буџети, со зголемување на одбранбените способности, во делот на персонал, вооружување, способности и така натаму, за да Америка и ги намали своите трошоци во европскиот дел од Атлантикот, а да може да се посвети на многу погорливи прашања, како што е Азија доле и другите невралгични точки во светот. Генерале, јас селам доста на тие политиканти кои се бават и се китат со туѓи пердави. Да бидам искрен. Имаме врховни дипломати, амбасадори, кои учествува максимално во носење на големи значајни документи за Македонија. Како што беше договорот за стратешка соработка со Соединените Американски држави, со пиетет би го спомнал почитуваниот амбасадор Зоран Дабич. Потоа видов дека некој си става парав, а другите трчат и се мачат, но никогаш не ги спомнуваат тие вредните луѓе. Што мислите за улогата на амбасадорот Зоран Дабичев во контекст на евроатлантските интеграции и безбедноста во регионот? Ве молам. Си земам за право бидејќи тој амбасадор ми беше потик, генерацијски сме исти, еден месец е постар од мене, но размислуваме со иста ментална матрица. Единствен амбасадор кој му кажа нон пасара на Буер Османи, единствен амбасадор кој му кажа оставка и да си замине, за разлика од другите кои навистина беа од финска нација, така. Па со амбасадорот Дабич ја не се знам доволно добро, мислам дека 2 или 3 пати во мојата генералска кариера сме се среќавале, и во НАТО, мислам дека време беше во НАТО. За него имам свое мислење од она што сум го слушал и гледал, дека е сосема позитивно, дека е стручен, дека е професионалец во својата област, така да. Дали е ред да се направи ресет, да се редефинира дипломатскиот корпус во делот на презентација на македонската приказна вистина стратегија? Убаво спомнавте вие. Дипломатијата е лицето на државата спрема надвор. Какви ви се дипломатите, таква ви е надворешната политика, таква ви е државата. Ние мора да внимаваме во секоја област луѓето кои што ја представуваат Македонија да бидат навистина извонредни во својата област, стручни, достоинствени, представителни, способни. Така. Со оглед дека спомнавме дека морам и тука ќе финализирам со тој така наречениот министер за надворешни работи. Јас магистрирав дипломатија и на темата ја земав, значи не имав тоа copy-paste, нека ми простат, некои кои така си прават докторати или преку ноќ од гимназија, за непуна година стана професор и доктор и сега не им одговара одлуката на Трамп, ќе се препознаат аналитичари, поддржувачи на Сорос, на отворено општество и така, и нарекувајќи го Доналд Трамп
со најнедолични зборови, што не се согласува. Да, со бевме мене. сведоци на такви Видовте, тоа настапи. е што говори за личноста и со тоа мисли дека со тоа дерогира. Он сами од себе се дерогира и политичката партија која цело време го финансира и го Сепак се работи за личност, не само за председателот Трамп. Еве да земеме и со претходниот председател Бајден или било кој прв човек на една држава кој што е легитимно избран, народот го бирал на демократски избори. Така. Ако вие упатувате критика или навред, критика е во ред, него ако упатувате навреди кон личност, вие го вреđате и оние милиони луѓе кои што го гласали да тој ги представува, така да тоа не е во ред. Дали тоа е одраз што нема никаква казнивост? Јас сум против, да речам, сум против ембарго на говорот. Слободата на говор мора да постои, секој треба да внимава што зборува. Треба да внимава, но ако има вистината во својот ракав како кец на десетка, дали треба да се задуши да ја каже вистината за доброто на сите, не на поединецот, за разлика од дека се злоупотреба. Во контекст на сето ова што се случува, генерале, јас сакав тука само да ве замолам, со оглед дека и премиерот спомна, сите тие што му негодува, а истовремено организира господинот Макрон една Да, еден по еден сите ќе се појават во Вашингтон. Беше председател Јас така ќе кажам, Народна забелешка на беше Баци Рака. британскиот премиер. Британскиот, да. Да, сите ќе се појават, видете, ова е состојба која што, ако сте ја сватиле на време, ќе бидете на време таму каде што треба да бидете. И Македонија, и со нејзината надворешна политика, и владата генерално, свати за што се работи и ние сме таму. Сите полека ќе дојдат, ќе се приклучат нова иницијатива за завршување на војната и за отпочнување на мировните преговори. Јас реков, не сум бил никош клиентелиста, ничија, меѓутоа со две раце му дадов подршка Мицковски за тоа што многу храбро застана за поддршката на председател Трамп, бидејќи генерале, дали е време Македонија се интегрира, да се обедини, да се бори, партиите се дел, само изборвика парт е дел. Македонија е цело. Дали еднашка конечно тоа СДСМ-от, како да го наречам, јас жалам, таму има многу паметни луѓе, професори кои наистина се сврлени се. Во првите редови се луѓе кои се бават со една ситна трговија, политичка да речам, кои злоупотребија национален трезор да го препродаваат народна забелешка и од друга ситуација зема за себе некој наследник и сега тој како папагал треба да повторува се што ќе му каже неговиот поддржувач, кој, беше негово прераскажување, но ме загрижува, а се поврзува коцкиците. Дали од тоа што чинеше Македонија да се продаде името, се изгради нека вавилонска кула од Муртино во Дубај. Па таа некогаш силна и државотворна партија си дозволи пред известно време, деценија или колку беше, да дозволи еден таков човек кој што во принцип е трговец, и тоа ситен трговец, тезга, пазар, нешто така, да им биде председател на партија. Па и ние сите, како народ, нација, сите во Македонија дозволиме таков човек да не води и таков човек да не представува во меѓународните односи. Кога не сте доволно подготвен, не образуван, немате околу вас некој што ќе ве подучи ако не знаете, ќе дојдете во ситуација да прифаќате се што меѓународната заедница ќе ви понуди. Ако не парирате, тоа ќе прифатите тоа што ќе ви се понуди. Така ние стечуваме меѓународни договори. Тоа се веднаш си стаја леса. Арно кажавте тезга, едно другото. Македонија е сега заглавена во една незгодна ситуација токму од такви лоши политики, и од незнаење, и од клиентелизам, а може би некои други интереси за тој клиентелизам, така да ние сега како влада се обидуваме да изнајдеме едно достоинствено решение, да излеземе од овој ќорсокак и да почнеме да ги почнеме преговорите со Европска. Вреди ли да се во оваа ситуација која се осуди храбро напред за подобра перспектива на Македонија да се злоупотреба, да се опонира по секоја цена и да се со еден збор девастира. Еве, господин Трамп тоа го слуша, неговиот тим го слушаат.
Како се Македонија е мала држава, има многу малку пријатели и ние мора да работиме на сите можни начини. Сите средства се дозволени за да обезбедите што е можно повеќе пријатели за интересот на Македонија како држава. Значи, јас поздравувам, апсолутно го поздравувам што владава го прави во изминативе, да кажеме, година, дена, може би и повеќе, но би поздравил секој таков обид на било кого да привлече или да придобие пријатели во интерес на каузата на државата како нација. Така да нам ни требаат пријатели не само за овој спор со источниот сосед Бугарија и него ќе се случуваат во еднина и други работи. Нам ни треба да сме етаблирани, иако мала држава, да имаме став за одредени прашања и тој став да биде подкрепен и да привлекуваме што е можно пријатели кои ќе бидат во интерес и на Македонија. Ќе дадам еден предлог, само ќе докажам дека вашиот колега Методи Хаджијанев, кој навистина ме поттикна со една изјава, ќе побарам само за кратка една минута, јавно кажа, и јас и верувам и вие, сигурен сум дека и вие тоа го кажавте претходната моја емисија, дека не вреди нешто да жртвуваш што не се купува со пари. А тоа е името, идентитетот, јазикот, историјата, за нешто што не е трајно, пукна. Едноставно, со една одлука на моćниот човек на се најмоćната држава, Доналд Трамп, се виде дека Европа не е таа што толку диктира условува. Конечно се работи за нашето име. Волам да одиме со Хаджијанев и што предлага Хаджијанев? Да бидете пријател на САД, отколку да останете во Европа во која што не сте сигурни на што сте. Ама колку сме сигурни во Трамп? Колку е сигурен пријател Трамп, ако гледаме како се однесува денеска кон Зеленски? Може ли да ни се случи утре Трамп да биде тој кој што ќе рече, кој што ќе му пише на Мицковски, побрзај смени го уставот за да не ја изгубиш земја? Јас се согласувам со вас. Меѓутоа, ајде да видиме колку беше добро пријателството што бевме склони на Европа. 30 години менувавме се живо и што можевме да сменеме. Зарем може да имаме поголем шок од она сменете го уште името и сега ќе биде се готово. И сега испаѓа дека еве го сменивме името и што ако остане дека и НАТО сојузот се распадне и се распадне овој како се Европската унија или таа ја загуби релевантната стратешка, што ќе правиме тогаш? Храбро, јасна порака, генерале, јас исто ќе го поздравам и господин Неоти сте ми тука, гостин Максим Димитриевски, кој исто така најоцешно, бомбардирано ќе каже за ваков став во почетокот на вашата коалиција, дека не може се прави трговија со нешто што вика национален трезор. И до кога ние тој клиентелистички, поданички однос према Европска унија да покажуваме, а од друга страна да не устават со некои непредставени. Заврши поданичкиот однос тогаш кога СДСМ и ДУИ замина од власт. Така. Значи ние од мај-јуни месец минатата година имаме владина коалиција, имаме влада која има став и стабилност прашања и тие прашања ги брани, аргументира, вложува голем напор за да се тие наши предлози за излегување од овој ќорсок аргументираат пред меѓународните институции, фактори, чинители. Ова ме подсети на завчера беше изјавата на францускиот амбасадор, значи амбасадор на европска држава кој што кажа дека Франција била изненадена. Па ја би му порачал како пратеник и како подпредседател на ЗНАМ дека и Македонија беше изненадена кога Франција председаваше со Европската унија и ни го достави билатералниот спор во преговарачката рамка. Во преговарачката рамка. И ние бевме изненадени. Меѓутоа, и францускиот председател беше во Америка за истата работа, за војната да прекине. А би го поздравил, да кажеме, амбасадорот на Британија, кој што вчера кажа дека и во Европската унија не секогаш сите имаат исти став, но битно е дека се движиме како членки или држави во Европа во еден ист правец. Нашата аспирација за Европската унија не е застаната. Ние сме апсолутно за тоа и тоа ни е стратешка цел која што еден ден ќе исполниме. Но потребно е да го задржиме достоинството, да задржиме интерес. Оти видете, вие ако дозволи
Европската унија и Франција беше тогаш председавач да направи билатерализација на преговарачкиот процес. Тогаш вие имате балканизација на Европа, немате европеизација на Балканов, што е и крајна цел. Ако вие имате држава која не ви признава дека сте тоа што сте, не ви признава јазик, не ви признава историја, вика вие не сте тоа, па тоа е недозволиво во 21 век. А тоа Европската унија го дозволи кога ни го доставија документот со преговарачката рамка. И сега ние треба да излеземе од тој ќорсока како? Не, ова и ни кажуваат од другата страна, ова е само првиот услов. Че има уште услови додека преговарате со Европска унија. Тука нема предвидливост, нема сигурност дека ќе зависи само од нас, според Копенхагенските критерии. Што не е апсолутно не држат. Недозволив. И секоја држава, секој чинител на меѓународната сцена кој може да помогне да ние излеземе од овој ќорсок, како ние дадовме како влада предлог за уставни измени со одложено дејство, за да бидеме сигурни дека вакви билатерални побарување од некоја од државите членки на Европска унија нема да влијаат на нашиот процес на преговарање и пристапување кон Европската унија. Во секој случај, јас мислам дека тоа ќе се случи, мајчи факт, еве спомнувам дека тој јаз, растечки јаз меѓу Брисел и Вашингтон, како би го дефинирале за тој јаз? Ова е мала криза. Моментално? Мала криза во бракот, би рекол така, апсолутно не очекувам Трамп и колку и да го гледа првенствено америчкиот интерес, американскиот интерес, не очекувам дека НАТО како организација на Северниот Атлантик би се довело прашање. Само е прашање кој колку обврски ќе превземе во рамките на НАТО. НАТО како организација ќе остане и понатаму да биде фактор на стабилноста на Северно-Атлантскиот регион. Ова криза, мала криза меѓу односите, мислам дека тоа Европската унија и членките ќе мора многу брзо да се престројат, устројат и да исполнат оној дел од обврските кои што очигледно председателот Трамп инсистира да ја преземе. Обрашам за новинар кој навистина ги следам информациите, не сум така со клише, го слушав професорот Джефри Сакс. Денеска беше предизвик во една ситуација, им се обраќа на на тој дел литванскиот дел, како Балтичкиот дел. И токму Русија и Украина и општо за сите вика. Вие сте сега сте пријатели на НАТО, Европска унија и така натаму, кој може утре да се пренасочи, да се модифицира. А вие сте вечити соседи. Не создавајте проблеми со соседот. Направете и да имате добар мув. Ети ќе завршам. Позната вели, соседот е поблизок од родиниот брат. Зошто овој метеж, кој сакаше, не генерали, јас зборам не како човек кој е против Сорос, не, зборот за секој сум критизер на создавање на вештачка криза во една држава, колореволуции, кој што го имавме сетона, од човек кој сака да експлоатира. И ќе завршам со ова. Мојата анализа му претходната луна беше и Украина и Косово се колатерална штета на длабоката држава. Што сакам да кажам? Со Косово, колку финансиска потенција искористи Stonebridge, компанијата на Медлен Олбрейт, колку трепча беше исцицана тони сребро, дали е дадено така е дадено од љубов на албанците да имат така наречена нова држава, одземајќи дел од една суверена држава Србија, или интересот е во прашање? И со Украина исто така. Еве видовме Доналд Трамп вели ќе направиме денеска, мислам дека го подпиша договорот со спогодба со тој меморандум и рече тоа се работи за титаниум, бариум, значи најсилните минерали од кои се произведат литиум, графит и некои ретки минерали кои што на Америка и се многу потребни, исклучително потребни, бидејќи Америка на внатрешен план, кога Трамп вели Америка пред се, он е свесен дека Америка мора да ја задржи водечката улога и дека има противници, не би рекол непријатели, противници, адверсарис, во една Кина, па и дури оние држави кои што се групираат во БРИКС, дека заостанува на економски
на економски развој, на технолошки развој, технологијата, па и на воен веќе, затоа што гледаме дека Кина на сите три полиња има голем раст. И потребни се и суровини за тоа. Потребно е да се заштедат пари тамо каде што се трошеле предходно во децени, но потребни се и ресурси. И ние веќе имаме тука пресложување на меѓународните односи, на половите и околу ресурсите. Еден дел се тие рудни ресурси кои што председателот Трамп сака да ги искористи во делот на Украина. Но не е само тоа. Како да ви кажам, односите се овие недели навистина се драматични, навистина се за некој што ги следи, па интересни за следење, за анализа, но дефинитивно во овој европски дел, европските држави или Европска унија ќе мора длабоко да се реформира, да размисли како функционира, како организација, затоа што очигледно е дека и внатре во членките на Европска унија има разногласие, начинот на гласање, начинот на носење одлуки, се е тоа нешто што треба да дојде под ревизија. И ако не реагираат, а верувам дека ќе реагираат, верувам дека и на Франција, и на Британија, и на Германија, така на тие по големи економии, им е сосема јасно дека ќе мора да се реформираат. Влијанието на Русија и Кина во новата безбедносна архитектура, токму начнавте втор сет на прашање. Кој е ваш исто? Па нивната соработка веќе постоеше и во рамките на БРИКС, постоеше и овие 3 години за време на војната во Украина. Ресурсите на кои што се базира руската економија, пред се газ и нафта, она што не можеше да се испорача во Европа, се обидоа некако да најдат други некакви трансферзали и да го пренасочат тоа кон истокот. Русија, треба да се знае дека руската економија е на ниво на една Италија или една Шпанија. Значи не е тоа голема, силна економија. Она се базира на природните ресурси и на воената моќ. Но не треба никогаш се заборави дека е таа најголема нуклеарна сила во светот и така треба да се перцепира и така спрема неа треба да се однесува. Токму тоа Трамп го прави. Затоа што ако имаме сега два концепти, до крајот на администрацијата на Бајден и САД и Европска унија има една политика во однос на војната со Украина. Сега имаме два пристапи. Едниот на председателот Трамп, кој вели војната мора да заврши брзо, и вториот на Европска унија, кој што вели да, ќе ја поддржуваме Украина и војната ќе продолжи и ќе се трошат ресурси и луѓе ќе гинат и нема да има никаков крај. Тука се сега два пристапи. Кој ќе победи? Знам кој ќе изгуби. Во војната првата жртва е вистината. Првата жртва што ќе страда во војната е вистината и последната е вистината. Ние сега слушаме кој ја почнал војната, кој е диктатор, кој не е. Тоа се така едни паушални изјави, но знам кој ќе изгуби. Ќе изгуби украинскиот народ и украинската држава, бидејќи очигледно е јасно, ја тоа пред некои 2 години го спомнав во една телевизија, дека апсолутно е нереално да очекувате дека Украина ќе ја задржи комплетната територија, целовитост и така натаму. И сега, зашто тоа е дојдено е многу јасно, како ќе заврши на зелената маса. Но не очекувам, на жалост на Украина, и ние ја поддржуваме, она води одбранбена војна, се бореа многу храбро овие години, наистина храбро и силно. Не верувам дека ќе може да ги поврати териториите кои се веќе долго време запоседнати од Русија, прогласиле референдуми за независност, влезени се во Уставот на Руската Федерација како составни републики, така да верувам дека тие територии нема да може да се поврати. Меѓутоа, генерале, таму се околу 30% Руси. Вие тоа го спомнавте. Има и други држави кои имаат сличен проблем. Естонија има 25% руско население. Летонија исто така околу 25%. Еден од проблемите за оваа војна
А таа почна негде 2008. Украина беше мегден, каде што Западот и Истокот се бореа каква влада ќе инсталира, дали ќе биде проруска или прозападна, но исто така еден дел од Украина, кој што се или руси, или со руско говорно подрачје, можеше Украина да направи повеќе за правата на малцинствата, за културни права и така натаму. Тоа истото ги чека и две балтички држави. Во секој случај, начнавте на убаво прашање, кој реков дали се колатерална штета на длабоката држава Украина и Косово. Јас дадов еден... Ние ги следевме, излегува и протекува информации околу еклатантни изјави за тоа дека се менуваат режими, се менуваат влади. 130 милиарди долари од американските даночни обврзници се дадени. Бајден воопшто немаше, мислите дека тоа се негови лична својина. Бидејќи контактирам секојдневно со пријатели мои во Соединените американски држави, имам пријатели кои се силни колумнисти во САД, истото кои беа продемократски, ја велам, да можете, are you selling sunflowers? Викам, дали сте вие сончогледи? Кај нас имаме такви, но не, вика господин Томич, видовме дека навистина не ни беше по волја Трамп да дојде на политичката сцена, но направи нешто што навистина и нам ни одговара како демократи кои поддржуваме Демократската партија, бидејќи видов дека длабоката држава водеше еден нецивилизацијски, нехуман начин на политика, уништувачи демократи. Еве, таа истата влада што беше 7 години, што ја потопи Македонија, во Freedom House беше спомната колку пати, спомнете, помогнете ми, 4-5 пати дека е хибриден режим. Тие либерални демократи потикнуваат такви влади или влијаја да доаѓаат такви влади во држави, последни држави, но очигледно со доаѓањето на председателот Трамп и неговата администрација дека либералниот концепт на уредување на општеството е завршен. Сега се на сцена и гледам и во Европската унија се повеќе, да кажем, реалисти, реална политика, па, да кажем така, и малку и конзервативни струи, затоа што либералниот концепт очигледно после 30 и нешто години, мислам дека го заживеа својот крај. Што мислите да Мајнц, дали нешто ќе направи промена, имајќи дека германската економија дожива вистински колапс? А германецот, да бидам искрен, Хелмут Кол велеше вака, се сеќавате кога го нападна со од јајца, дури со бокс во стомак. Можете да ми удирате, али по джебот не. Значи, германецот секогаш си прочитува својот джеб, својата економија. Но видоа дека германците, дека со Шолц, кај што немаше некоја перспектива за разлика од фрау Меркел, која беше умна, разговараше со Iron Man, со железниот човек, со Путин, водеше на вистинска политика и конечно ќе завршам. Таа е што спомна, ако го смените името, утре веќе сте членка на Европска унија, што беше конзистентно, ако ми дадете за право. Да. И покрај тоа што јас не го прифаќам тој наметно договор. Дали Германија ќе направи нешто позитивно или... Па ако можеме да кажеме дека Европската унија и сите нејзини членки, да кажеме, со оваа војна во Украина и оваа тензија на истокот се во загуба, веројатно Германија е најголемиот губитник. Германската економија е прва економија во Европската унија. Таа со децении имаше специјален однос со Русија. Сите канцелари и пред господјата Меркел користеа поприлично поволни ефтини енергенси. Има специјални односи со Русија. Да. Па и се во време кога се случуваа веќе немири во Украина, Германија инвестираше во Северниот тек 1, Северниот ток 2 и така натаму. Од другата страна, доста и штедеа во делот на тоа што не инвестираа во одбраната на сметка на американските такспеери. И сето тоа го вложуваше во економијата, во општеството, култура, здравство, социјала и така натаму. И сега доаѓаме во ситуација да Германија веќе нема...
Па едно време дури Германија немаше доволно работна сила, па фрау Меркел викаше Отвараше Вилкомен. офентали да им даде без пардон, да се добиеш офентал. Знам, бев секретар на една компанија градежна оддавна, тоа беше уште 80-тите, ги представав македонските градежни работници во Германија и во Либија, и тоа беше да добиеш офентал, работна дозвола, кога си добил Нобелова награда. Да, ја го зборам германски, тоа е Aufenthalt, значи престој, Aufenthalt, да. Но Германија својот економски развој, па и технолошки развој, почна да го губи со појавата на Кина и некои други држави во Азија. Германија сепак нема ресурси. Германија и тој технолошкиот напредок што го имала веќе полека губи чекор со него. И така да веројатно Германија од сите европски држави без ефтини ресурси, со технолошки застој е во најголема загуба. Владаме обвинаваме има околу 9 минути до емисијата да заврши. Со оглед дека дадовме многу акцент за оваа војска, колку би чинале на војска Европа да создаде финансиска потенција прилика? Ја мислам дека негде вкупните буџети, ако ги земете сите буџети на членки на НАТО, да кажеме така, сега тука ви е Норвешка во НАТО, не е во Европска Унија, но имат и други држави, па тоа се негде околу 500 милиарди на годишно ниво, кои што веќе се издвојува. Издржала ли Европска Унија со 500 милиарди? Да, Европска Унија има потенцијал и можност да вложи повеќе, ама и кога нешто морате направите, тогаш ви е полесно. Нешто мора да се направи. Ако вие сакате да имате стабилност на европскиот континент во делот на истокот, вие мора да парирате. Да парирате на Русија, таква каква што е. Нема да ја парирате со нуклеарен потенцијал, но вие мора да вложувате во собствената одбрана и капацитет за да држите баланс. А балансот е секогаш најдобра работа кога имате две страни кои што меѓусебно се контролираат за да не дојде до ескалација. Умно што се изјасни Трамп, речи, ви давам простор да самите се обезбедите што видите собствен мир, а не да барате од нас помош да Тоа ќе се случи, бидејќи очигледно е дека прво Америка гледа собствен интерес и собствена економија, но Америка како глобална сила има обврски и во други делови од светот. Така да тој дел од трошоци или ангажмани ќе треба да го покријат, сепак се работи за 500 милиони луѓе економија. Да. Генерале, со оглед дека на 9 мај се одбележува 80 години од борбата на против фашизмот. Победата, победата на фашизмот. Доналд Трамп се очекува да биде на црвениот плоштад со Путин, Вучич. Ја би го сакал и Христијан Мицкоски, но што ќе правиме со Бујар Османи што ги избрака руските дипломати? Во дипломатијата не смееш да бидеш таков. Значи, дипломатските односи треба на најубав, насмејан начин, ако имаш критика, да му ја кажеш, а не така ригидно, радикално да спреш. Не сум сигурен и дека председателот Трамп ќе оди во Москва. Мислам дека и видов една негова изјава каде рече дека не е тоа потврдено, но работите се случуваат многу брзо. Сега сме крај на февруари, до почетокот на мај, ама за 2 месеци многу работи може да се случат. Исклучително е динамичен човекот и не сека да губи време и на внатрешен и на меѓународен план. Ќе видиме што ќе биде, но дека треба да се одбележи таков јубилеј за Втората светска војна и победата над фашизмот и во Москва, и во Нормандија, и во Германија, па и кај нас, да не беше таа војна, да не беше македонскиот народ и сите народности кои што се вклучија во Народно-слободителната војна, ние немаше да имаме држава. И ако да го цитирам и председателот Максим Димитриевски, ако некој друг се прашувал, ние немаше да имаме војна, но се прашувале пред се македонците и сите што живеат. Јас морам да му кажам македонскиот народ. Јас не ги делам македонците по партиски случувања. Значи, илинденците се тие што нивните синови, внуци ја продолжија борбата против окупаторот. И затоа не сакам да ги двојам. Верувајте ми, на комуњари и ВМРО-ци, тоа се македонци, ќе се согласите со мене. Да, апсолутно. Мора тоа да уведне во менталната матрица на сенката на Заев.
тоа е Венко Филипче треба да разбере. И со најдобра почит, не почит, јас имам лични мои видувања, што реков на почетокот, и осекам правдата да дојде на вистинско место и се надевам дека тоа што се случи за мојот син, тоа е дефинитивно, тоа е нечовечки, нехумано, но како и да е, правам дистинкција, значи, во делот на општествените случувања. Мене ми пречи подвоеноста, дискрепанцата, непочитувањето едни кон други. Станавме канибали. Сега сме канибали според заедно. Токму движење знам со платформата, националната платформа за обединување повикува на обединување на сите. И во рамките на македонскиот народ и политичките партии, но и на сите останати етнички заедници кои живеат во Македонија. Ако не се Македонија е заедничка држава на сите, ние сите мора да го почитуваме македонското знаме. Тоа е знаме на сите, химната, грбот, национален белег. Само така ќе изградиме нација, македонска нација, нација составена од сите етникуми и само така ќе бидеме силни. Знаете зашто се подсмевам? Имаше еден наш гостин тука, ми беше гостин во емисија и води тежне кон Албанија, кон Косово и кон кај си роден? Кај сте родени, вика во Скопје. Што ви пише во изводот? Кај сте место на раѓање? Македонија? Јас стои во собранието кога беа интерпелација на одредени министри, немирите по повод одбележување на денот на албанско знаме, јас стоим се обратив на целата пратеничка група на Европски фронт на ДУИ. Дали сте автохтони во Македонија? Сте. Така тврдите. Сте. Дали вашите татковци, дедовци се родени во Македонија, живееле, твореле и починали и погребани се тука? Дали вашите деца се раѓаат тука? Да. Значи, дали ова држава на сите нас? Да. Не е повеќе моја него ваша, него на сите. Почнете да се однесувате така, почитувајте ги сите работи што Македонија како држава. Да не ве прашам за тој трилинг, ве молам, почнав, дека Македонија е можеби единствена, исправете ме, која има стратешко партнерство со три силни звезди, држави во светот. Америка, Турција и Израел. Кој е предноста? Зар треба да ја уништиме ова предност или напротив да ја етаблираме, да направиме на поголема заедничка стратегија? И конечно јас верувам дека господин Мицковски оди храбро, цврсто, секако во коалиција ваша, со ваша консултација како политички партнери, имајќи факт дека генералниот директор на Рамбл, тој е нашиот Крис Павловски, кој го спаси Трамп од тоа десеткување, кај што немаше каде да говори, да плаче, да кука, Рамбл му ги отвори портите. Зар треба да се девалвира храброста на Мицковски, кој го има Крис као наш македонец, кој може да ни го отвори ширум портите? Па како и во животот, така и во меѓународната политика, ви мора да ги негувате односите. Да. Што вика народот, далеку од очите, далеку од срцето. Да. Вие мора да сте во постојани контакти, и тоа стратешко партнерство со Соединените Американски држави, ние мора да го негуваме. А како ќе го негувате со постојани контакти? Дали се вистинскиот момент Македонија да рече збогом на клиентелизмот и да рече, слушате, ние сме држава со тапија, народ со дигнитет, со национално благо и национален интерес. Па гледаме дека и премиерот, и министерот за надворешни работи ги користат сите можности, сите посети да ги презентираат нашите видувања на нашите проблеми и нашите аргументи. Вие мора да се изразите, мора да аргументирате. Ако имате добри аргументи, па можеби ќе ве прифатат како такви. И така да, наше е да ги кажуваме нашите аргументи, да се бориме за нашите интереси. Генерале, многу ви благодарам. Наистина и вам ми доаѓате во новалце многу, за мене тешко време, но еве, одишка на душата ми е што разговарам за една суштествена тема, а тоа е Македонија. Ви благодарам за поканата. Бите ми живи здрави и мене чест, бите ми живи здрави и простите ми ако ви сгрешив нешто, за 2 дена е прошка. И вие простите. Никак ще сте изгрешили, сте прекрасен почитувани. Еве, дојдовме до финале на оваа емисија. Да, пред прочка ја реализирам. Тоа е ден кога и самите антички македонци го имале месецот Ксантика, кога се простуваа едни со други и војните беа успешни. Оти кога носиш бреме, тежина на срцето, ти си немоćен. Да, на сите ви барам прошка и ви простам, само на некои луѓе нема да им простам. Бидејќи намислена посилно од мене.
За многу години се гледаме вторник во Гласот на народот. Пријатна вечер.